Аматерскиот театар при Националната установа Центар за култура Кочо Рацин од Кичево ја има својата најнова премиера, станува збор за детската представа Втората смена од Велко Неделковски. Тука со мене е режисерот на представата, господинот Михајло Петревски. Господине Петревски, прво да ви честитам за премиерата на ова детска представа, која што е во ваша режија. И може еве на почетокот збор два околу самата представа, значи колку време ја спремавте и кој се учествува во неа? Најнапред благодарам за честитките. Детската представа Втората смена ја работиме веќе од февруари месец интензивно, заедно со аматерите од Аматерскиот театар при Националната установа. Се одлучивме за оваа детска представа затоа што таа е лектира, им е наменета како задолжителна лектира во 6 оделение, и за полесно да ги обработиме сите тие лектири, се одлучивме на еден таков чекор, секоја година да работиме барем по еден таков проект, што ќе им помогне на децата во самата обработка на лектирата. Така, ова е детска представа, значи, каде што самите актери се деца. Може ли еве да ни кажете која возраст на деца се вклучени во оваа детска представа? Дали се можеби деца од училишна возраст или има и помали? Значи, пред се 98% од децата се од основно училиште, се 6, 7, 8 и 9 оделение. Тука секако имаме и гимназијалци, како и некои повозрастни аматери. Возрастната граница обично е од гледав да се вклопат децата што се точно на таа возраст како што е опишано во лектирата. Ризикот беше голем, но оваа успешна екипа што стои зад мене сепак успеа во реализацијата на тоа. Овој проект, можем да го наречем слободно како проект, детската представа Втората смена е поддржана и од Министерството за култура на Република Македонија. Дали еве во план се можеби и некои други проекти поддржани од Министерството или можеби од самиот Центар за култура од Кичево? Да, секако. Националната установа секоја година конкурира со проекти до Министерството за култура и Министерството за култура ги одбива или ги прифаќа проектите. За среќа овој проект е поддржан од Министерството за култура, а соработката и понатаму продолжува со Министерството заедно со Националната установа, која е главен двигател на сите овие настани. Освен вечерашната премиера тука во Центарот за култура во Кичево, дали можеби планирате оваа представа да биде, да речеме, да бидете гости и во некој друг град во Македонија? Подготовките траат, веќе имаме преговори со неколку градови во Македонија и ништо чудно, значи откако ќе се изигра во Кичево уште неколку пати, во текот на овие 2-3 недели да изиграме представата и во другите градови низ Македонија. Господине Петревски, ова не е ваша прва режисерска работа што се однесува до представите кои што тука ги имате во Центарот за култура во Кичево. Може ли еве да се подсетиме на сиот ваш опус режисерски поранешен, па и актерски? Каде се досега Михајло Петревски имал свој удел било како режисер или како актер? Значи, оваа година е јубилејна за Аматерскиот театар. Аматерскиот театар во Кичево постои од 1996 година. Постои малку порано, меѓутоа како аматерски театар при Кочо Рацин постои од 96 година. И хронолошки, ако се навратиме, од 96 година, значи скоро секоја година има по 1, 2 или 3 премиери, кои оставиле некаков белег и сепак допринеле за развој на културата во Кичево. Може ли еве во најскоро време да очекуваме и некоја нова представа, дали ќе се работи за детска представа или можеби представа во која ќе играат и возрастните, што да очекуваме од Михајло Петревски и од Аматерскиот театар во нареднава година? Па секако, во текот на оваа година би требало да излеземе со уште една премиера за возрастни, а потоа веќе за година, откако ќе заврши конкурсот во Министерството, ќе го знаеме патот на тамошните представи.
Господин Петревски, ви благодарам што бевте дел од утринската програма на телевизија Мега. Ви посакувам успешна премиера, да имате многу пати да ја играте представата и се разбира во најбрз можен рок да не изненадите и да не удостоите со уште една нова представа. Ви благодарам и јас на вашата подршка како медиум кој стои зад нас и сепак дава допринос за самиот проект. Благодарам. Благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, тоа беше разговорот со режисерот Михајло Петревски, режисер на детската представа Втората смена од Велко Неделковски.